Податоците се клучни за креирање добри економски политики. Во Finance Think ги користиме за да ги разбереме економските и социјалните предизвици и да предложиме решенија засновани на докази. Особено важни се квалитетните податоци од институциите како они од Државниот завод за статистика, кои што се изработени според високи методолошки стандарди. Тие се темел за сериозни и точни анализи. Надополнети со моделите кои ги имаме развиено, може да се симулираат и проценат ефектите од специфични мерки и политики, како на пример ефектите врз сиромаштија, невработеност или ефекти од конкретни интервенции. Тука се надополнува соработката со институциите, која е двонасочна. Од една страна се добиваат податоци, а од друга страна нашите анализи помагаат политиките да бидат базирани на докази. Родовата еднаквост е еден од приоритетите. Родовите податоци ни ги откриваат бариерите со кои се соочуваат жените на пазарот на труд и ни помагаат да предложиме конкретни мерки за нивно надминување. Не сите податоци се добри и не сите податоци се лоши. Но прашањето е како да ги идентификуваме и разликуваме добрите, висококвалитетните и точни податоци од несигурните податоци кои ја рушат довербата во нашите општества. Низ многу години работа во областа на официјалната статистика, Државниот завод за статистика докажа дека меѓународните стандарди можат да градат доверба. Довербата во официјалната статистика ја градиме со високопрофесионален и непристрасен однос кон работењето на заводот. Однос што е заснован на научни принципи, обезбедувајќи висококвалитетни и споредливи статистички податоци, следејќи ги европските и меѓународните стандарди. Државниот завод за статистика им овозможува на носителите на политики да донесуваат одлуки базирани на докази. Официјалната статистика служи како пример за тоа како меѓународната соработка и доследно применетите стандарди можат да создадат доверба. Токму затоа, целите и вредностите утврдени во стратегиските документи се неразделно поврзани со принципите на официјалната статистика на Обединетите нации и со Кодексот за работа на европската статистика. Да, податоците произведени од Државниот завод за статистика, заедно со метаподатоци, редовно се трансмитираат до меѓународните институции, како што се Евростат и Меѓународниот монетарен фонд. Процесот на достава на податоци вклучува и доставување на анонимизирани микроподатоци, процес на валидација од страна на Евростат и нивно објавување. Истовремено, нашата држава е членка на EZDS+, највисокиот статистички стандард на Меѓународниот монетарен фонд. Ова е дополнителна потврда за квалитетот на официјалните статистички податоци во државата. Од искуство во соработка со институциите при подготовка на програмата на економски реформи која праќаме до Европска комисија, излезе потребата вакви работилници сесии да се одржуваат почесто, затоа што постои многу често во пракса се утврдува дека институциите не толку се свесни што се обработува Државниот завод за статистика и објавува, посебно при креирањето на политики, кога на пример ги обработувавме мерките за структурни реформи во државата, секогаш се тргнуваше од тоа што е како официјален податок расположив во државата, бидејќи треба да е меѓународно споредлив, да е со меѓународни стандарди обработен, кои се анализи се присутни во државата што може да им користат на институциите, меѓутоа и за да ги користат тие анализи, да ги разберат, како што денес беа презентирани анализите на Finance Think, институциите мора пред се да ги разберат основните статистички податоци, како се произведуваат, за која намена и како може да се користат. Она што статистика го објавува како тренд, треба да биде основа понатаму за идните политики институциите што ги креираат, како да ги таргетираат нивните политики, кои цели треба да ги исполнат, а потоа како ќе го следат исполнувањето према она што ќе објави Државниот завод за статистика, дали одат во права насока или не.